Почитувани мои, ова утро ќе можете да уживате во прашањата кои што ги подготвив за можеби најмалата пијанистка во Струмица и Струмичко, меѓутоа исто така ќе уживате и во свирењето и во одговорите и на нејзината сестра. Станува збор за сестрите Мазнејкови. Ќе започнеме со најмалата во семејството, која што има само 7 години и се вика Ана. Добро утро. Добро утро. Кажи ми, од кога свириш ти на пијано? Јас свирам пијано од 2 годинки. Од само 2 годинки? Да. Омилена композиција за свирење имаш ли? На мене омилена композиција ми е Диабели сонатина. После ќе ни ја отсвириш? Да. Омилен предмет во училиште имаш, бидејќи си прво оделение? Да. Што сакаш најмногу? Македонски јазик. Македонски јазик. Слободно време доколку го имаш, доколку ти останува покрај врските кои што ги имаш кон училиштето, што сакаш да правиш? Во слободното време, што сакаш да правиш? Сакам да се играм со мојата сестра, да гледам цртам, да бојам и да возам тротинет. Омилена друштвена игра? Која играте во семејството? Јас имам неколку друштвени игри, се Румику, Твистер и Не лути се човече. Ти знаеш да се лутиш на Не лути се човече? Не. Не? Дали еве во иднина, иако си доста мала, си размислувала и професионално да одиш еве средно да учиш музичко или понатаму и факултет на музичко да се запишеш? Да. Во иднина се гледаш ли колку успешна пијанистка? Да. Имаш освоени награди досега? Јас имам 9 освоени награди досега. Некоја омилена награда дали имаш? Во Париз. Каде се си гостувала, еве да ги кажеме на нашите гледачи? Од гостувањата во странство? Во Гергелија, во Белград, во Париз, во Милано, во Лондон, во Софија и во Салцбург. Јас ти благодарам за овие искрени одговори на моите прашања кои што ги подготвив само за тебе и ти посакувам многу успеси во иднина, да не радуваш, да не представуваш на секаде пред се самата себе и нашата мила Струмица и да освојуваш уште многу награди.
Ивана, ќе ни кажеш ти од кога свириш на пијано? Јас свирам пијано од многу мала, а првиот настап ми беше на 3 години овде во музичкото училиште. Браво на тебе. А омилена композиција за свирење? Јас имам неколку омилени композиции и една од нив е Доктор Градусот Парнасум од композиторот Клод Дебиси. А бидејќи веќе одиш во училиште, имаш 10 години, кој ти е омилен предмет во училиште? Јас немам омилен предмет во училиштето, но сите ми се интересни. Имаш повеќе обврски, еве со твојата мајка зборувавме дека одиш и на англиски и на балет, па во слободното време кога го имаш, што сакаш најмногу да правиш? Па сакам да возам велосипед и да играм со другарките. А омилена друштвена игра? Кога играме со другарките, омилена ни е Твистер, а кога се собираме со семејството навечер, ја играме Румико. Слушнавме од твојата сестра Ана дека таа сака да учи средно музичко и понатамо здравје Боже високото образование да го продолжи. Како си ти, дали си размислувала дали сакаш во иднина да се занимаваш професионално со музика? Да, и јас исто така сакам да се занимавам. Во иднина си гледаш ли како успешна пианистка? Да, посакувам да бидам успешна. Освоени награди? Јас имам 28 освоени награди, од кои 3 се државни, а другите се меѓународни. Меѓународните се во Србија, во Бугарија, Македонија, Франција, Италија, Германија, Словенија и Литванија. Гостување во странство, најдраго гостување или пак еве некоја најдрага награда посебна која што ти лежи вака на срце? Сите награди за мене се со еднакво значење, но можам да го издвојам настапот во Салцбург во Моцартеум. Ти благодарам многу, ти посакувам многу успех, многу освоени награди да не представуваш, пред се представуваш самата себе нормално, меѓутоа и нашата мила струмица на секаде во светот. Благодарам. Зборуваме со мајката на овие две прекрасни девојчиња, успешни пред се пианистки. Слушнавме од нив дека посетуваат и балетски часови, и англиски на училиште. Како се снаоѓате по дома, останували слободно време за останатите работи? Зборувате ли за музика најчесто? Така, значи, со добра организација на времето, со девојчињата и се разбира и со наша помош, секогаш имаме време за се. Тие редовно се разбира вежбаат пијано од дома, но секогаш имаат време и да посетуваат часови по балет, курс по англиски јазик и имаат и време да играат во слободното време, да се дружат со другарчињата. Многу сакаат да играат во дворот, да играат заедно, да возат велосипеди, тротинети и се што прават децата, да гледаат цртани филмови и така. Колку часови дневно одделуваат за вежбање на пијано? Зависно од композициите што ги работиме. Помалата Ана, таа се разбира, пократки се незините композиции и помалку време и треба да ги сработи еден час, некојаш помалку, некојаш повеќе, додека Ивана веќе да кажеме влегува во водите на професионалните пианисти и професионални композиции, така да и треба и малку повеќе време за да работи, можеби некојаш и 2-3 часа и секогаш се разбира прифаќаат нови предизвици, па композициите што ги работиме кои се најнови, сакаат да ги сработат побрзо и така посветуваат повеќе време на нив за да ги совладаат. Се случува ли дома најчесто да зборувате за музика, односно 90% од темите да ви бидат поврзани дали со композиции, дали со нешто ново, еве со другарчињата, односно оние останати кои што доаѓаат овде нели во Боро Џони, како се сработило, мама бев добра, не бев добра, дали најчесто со овие теми на разговор? Да, тие теми се често кај нас дома се разговараат. Секогаш и додека седеме со семејството или додека ручаме, разговараме за композициите кои што ги работиме. На тој начин, да кажем, им олеснуваме, им го скратуваме времето на вежбање, така што некои работи ги објаснуваме додека разговараме помеѓу себе како треба да се отсвират, како треба да звучат. Слушаме се разбира класична музика, слушаме познати пианисти, им покажуваме видеоснимки. И на тој начин повеќе навлегуваат во водите на музиката. И за крај да ни кажете дали најчесто на празници, дали за Божик, за Великден се соберете поголемиот дел од семејството, дали знаате роднините да кажат ајде Ана, ајде Ивана да отсвирите нешто да уживаме?
Така, да, се разбира, се собираме цело семејство на празници и тие се, да кажем, и омилени денови на девојчињата. И да, понекогаш кога имаме гости или кога е семејството, тие така некогаш сакат да отсвират нешто, па и без некој повод и без никаква причина, секогаш сме расположени за свирење дома. Да го прашаме, еве и тато, тој е повеќе запознан за статистиката за нивните гостувања, нивните надпревари, малку повеќе вака да не упатите, да ни кажете што некои интересни случаи или пак тие ги спомна наградите, меѓутоа нели деталните детали се пак ги знаете вие. Колку досега имат учествувано, во што најмногу уживале? Така, досега Ивана, како што спомна и самата, има учествувано на 28 надпревари и има 28 награди практично. 25 се први награди, специјални, апсолутни први награди. Има добивано и посебни награди, награди од спонзори, награди од членови од жирито, посебни премии. Има добивано награди за најдобри изведби на автори од Германија, од Словенија и така натаму. Ана има 9 учества на надпревари и 9 награди. За сега на извините се 9 први и специјални и апсолутни први награди. Статистиката е интересна за нив. Јас пред некој ден случајно го земав бележникот каде што ги заведуваме сите настапи и композиции и дојдов до бројката која што и мене ме изненади. Ивана имаше бројка од 80 настапи, заклучно со последниот концерт овде во училиштето, а Ана ја заокружи бројката од 30 настапи. Кај Ивана статистиката покажа дека отсвирила 44 композиции на настапите, а Ана 21. Тоа покажува дека се сериозни во тоа што го работат, дека им е убаво, дека сакаат да го работат и јас искрено како родител и како наставник се надевам дека ќе продолжат да го прават тоа што го правеа досега. Еве, ние како тим имавме шанса да уживаме и да видиме дека со колкава љубов тие двете свират и уживаат во пијаното и во тоа нели што го отсвируваат и како што рекоа тие самите имаат омилени композиции на само 17 години, што е прекрасен податок и се надевам дека во иднина исто така ќе продолжат. Па накратко нешто за идните планови или пак еве првото тромесечие од годината го поминавме, меѓутоа нели 2017 е цела пред нас, нешто иднина да ни подкажете, да еве им кажеме на нашите гледачи што следува. Така, од претходни искуства вие знаете дека ние никогаш не ги откриваме нашите планови. Вие кажавте првото тромесечие помина, ние тромесечието го сметаме од школската година, така стана сега е трето тромесечие и тоа е период на надпревари и на награди, затоа што првите две тромесечија ги паузираме секогаш поради летото и летните одмори. Како што кажав, сега е период на надпревари, може да очекуваме надпревари, меѓутоа ќе бидеме запознаени, да. Нека бидат добро, во наредна прилика. Ќе има интересни настапи во секој случај. Ние сме овде, ќе ве следиме во некоја наредна прилика, повторно ќе имаме можност да зборуваме за девојчињата и за нивните достигнувања. Вам како родители и секоја чест, премногу труд и љубов вложено од ваша страна и од страна на девојчињата. Ви благодарам. Те благодарам.